Истражните органи испитуваат зошто наставникот во петокот физички го малтретирал седмооделенецот во основното училиште Панајот Гиновски во Скопски Бутел. Во полициска станица покрај наставникот по англиски на разговор биле повикани класниот раководител, директорката, детето и родителите. За првата детска амбасада меѓаши, недозволиво е вакво нешто да се случува во училиштата. Апсолутно не го поддржуваме овој начин на воспитување на децата, ни психолошки, ни педагошки. Во секој случај треба во нашите услови во кои што живееме, работиме и односот кон нашите деца да биде на ниво кое што го тоа дозволуваат нашите околности и воспитување. Психолозите се категорични дека насилство врз децата, посебно физичко, не треба воопшто да постои, не само во образованието, туку и во секојдневието. Замислете тоа пред цело оделение, едно момче кое се развива, кое влегува во пубертет, па и пред тоа, мислам. Кој е првото чувство кога некој ќе ви удри шамар? Пониженост. И нешто што детето никогаш нема да заборави. Дека се случило во класот, дека го виделе неговите другарчиња, дека некој човек кој е негов авторитет и кој го учел и кој му верува или се идентификува со него и така, го добива тоа. Обично секогаш може да дојде до идеја дека заслужил. Значи, што и да направило ученикот, не заслужил да биде физички казнат и никој на планетава. Од друга страна, психологот вели дека ова треба да биде и повод да се испита и односот кон наставниците и за условите во кои работат, посебно во оваа пандемија со ковид и сите реформи во образованието кои мора да ги спроведуваат. Верувам дека овој човек работи под голем стрес, со се што се случува сега моментално, и може би требало добар повод е да се испита нашиот однос кон наставниците. Знаете како некако фитилот може би им се скратил. Во секој случај, вакво нешто не би требало никогаш повеќе да се повтори. Видеото на кое се гледа како наставникот по англиски му удира шлаканици на седмооделенецот е снимено од соученик на детето и во петокот попладне беше објавено на социјалната мрежа TikTok. Александар Динев, Сител телевизија.